Moj najbolji doživotni prijatelj je jedan istaknut makedonski poet koji, kako i sveta naša generacija od 70-ih godini, započela so poetski aktivnosti, objavuje iz literaturната periodika, mladinskата periodika, odnosna i zareda knjigi, se razvila во македонската културна јавност до пред неколку години беше пред се познат како поет, застапен во избори, во антологии. Меѓутоа, покажа нешто фасцинантно со една книга, можем да речеме книжка, зашто беше неголемата книга за Биту Гули. Не се сека точно на годината на излегувањето, меѓутоа една книга која ги опиша настаните во Крушево, во Крушевската република и на Мечникамен, трагедијата на тоа поприште, која предизвика многу емоции. Веројатно, од една причина што и самите крушевчани што го живее тој свет, простор, таа историја дневно и традиционално во семејството и во амбиентот, тој не можеше да не се огласи и со историографски трудови, кои може би претендира на тоа да бидат скромни публицистички книги, меѓутоа испадна импресивни историографски дела за Никола Карек, за Биту Гули, проширено издание. Сега, баш во еден клучен и тежок момент за Македонија во 2017 година, парадоксално, се појави и неговата книга Ветераните на Илинден, за која веројатно во контекстот нешто во денешното представување ќе каже повеќе точно, јас само би рекол дека се работи за тоа дека еден огромен број илинденци во тој повоен период, значи по Втората светска војна, се обидуваат барем дел од оние права да ги остварат со сите своји борби што ги имаат поминато од Илинденското восстание и пред Илинденското восстание и секогаш доживува разочарување по се до современата татковина Република Македонија. Но таа книга сама по себе не беше целина, бидејќи постои уште еден голем, фасцинантен блок на сознање на истражувања, тоа е Илинденската споменица, која ќе ја представиме денеска. Тоа се две капитални книги, бидејќи е вграден еден огромен, фасцинантен материјал, архивски, но исто така од една широка литература која е публицирана и оно што е посебно се нагласи со оној потребен жар и емотивитет што им е потребен на сите историчари кои ако сакаат тоа дело им да биде читано, а не само еднаш прегледано и да се користи во литературата, туку да биде читано, тогаш треба да го имаат и тој емотивитет што како лиричар не оддалечувајќи се никош од објективноста, од сериозноста на научниот потвар, Кочо го реализира од книги. И сега, денеска е со нас. Благодарам што се упати од Крушево, славното Крушево, да ни зборува за изумителната татковина Македонија. Благодарам на Јутова како што сме емотивци, ќе треба и јас да почнем да плачам и ќе плачем на старт. Прво, особена чест чувствувам што со мене почнува ова средба, ова јубилејна средба, тие 15 години може да се направат само со нескршливиот дух на Албо Климан, на великиот Албо Климан. Како што спомна Албо, јас сум роден во Крушево, во средината на минатиот век, на улицата Томеникле, 66. Томеникле е првиот председател на револуционарната организација во Крушево. Моето основно училиште се викаше и се уште се вика Никола Карек. Како дете, како мал, од најмали нозе ги слушав тие имиња, дел, поголемиот дел од нив
еден однив заедно со автор, запознат и албумно познат, Коста Давиш. Во овој денешен текст ќе се објави тој во зборникот, па не би го читал. И сакам само да ја запознам дека придобрен начин да ги пренесам автентично сите настави кои се случувале во Крушево за време на Крушевската република, а по повод 120 годишнината по нејзина. Затоа користев само и претежно користев во недостаток на оригинални документи, користев сеќавање на тие непосредни учесници од Крушево, меѓу кои најголемиот дел е од Тодор Борѓа, кој е познато семејство кои се конструктори на познатото Црешово топче. Додека Бахтијар Паша и организираната моќ на Отоманска империја напаѓаше на Крушево со топови од последното производство на круп, германскиот производител на круп, а Бахтијар Паша е генерал од чин кој дипломирал на воената академија во Германија. Значи, нашите борци имале сериозен, многу сериозен моќ непријател. Нашите македонци и македонци сумувачи на слободата од страна на артилерија направија топ од дрво, Црешово дрво. Тој е доволен символ за да се истакне тој порив, таа потреба, таа насушна потреба за слобода, за ослободување на својата татковина. Во рамките на организирањето на слободната територија, нели Крушево слободено 3 август 1903 година, организирана е народна повстаничка власт, која е избрана на најнепосреден начин. Самите крушевчани одбрале 60 видни граѓани, авторитетни и создале собрание. Тоа е првото македонско собрание. Без избори, без гласачки кутии, гласачки ливчиња и непосредно. Тие избрале свој извршен орган во литературата и во нашето паметење е позната како влада на Крушевската република, кои составена од 6 души, кои ги превзема своите ресори и кои многу успешно ги извршувале своите задачи, за разлика од денешната наша влада. Затоа сакав овде да ги набројам тие 6 души. Председателот на владата и одговорниот за судство го пишувам сега овде го излез во неговото правилно име, бидејќи често пати има и многу манипулации за тоа. Тој е Константин Вангели. Константин нагледено е Дино во Крушево и Вангели поскратено Вангел. Па ќе го сретнеме најчесто како Дино Вангел, па после од другата страна добро звучи тоа, па Вангел Дино и некој од другите ќе прашава, чекај, што е ова нешто албанец за не по националност, така испревртено име, не тоа е глав од Крушево и неговото право име е Константин Вангели. Во врска со реков дека во недостаток на автентични документи, во Крушево во
истоrijskиот музеј, во депото на истоrijskиот музеј се наоѓа единствениот оригинален документ од времето на Крушевската република. Се чува во депото на музеот, во кои и какви услови не знам, кога јас прв го гледав, кога јас го снимав за да го објавам, беше му, би рекол, почена состојба, не знам сега како е. Како би нашиот продукто нешто. Тоа е една расписка со која владата формирала, изгледа за дирекција, владата формирала и своји комисии. Една од комисиите е била комисија за финансии, која собирала финансиски средства за потребите пред се на оружените сили, на останичките сили, меѓутоа и за одбивање на нормалниот живот во град и за населението. Па така собирала парични средства од крушевчани, онолку некој онолку што може да даде. Во таа расписка, која постои, рекол, во историјскиот Крушево, тројца крушевчани, е еден од нив вака. Интересно, еден од нив е прадедото на Тоше Тројец, Тодор Проје. Тројцата луѓе даде вкупно 3.000 гроша и ова сакам сега да го истекнам. За која сума, вели во тврдата, се задолжува признателната татковина да им ја исплати по ослободување. Ова говори за свеста на овие луѓе. Не бели признателната комисија за финансии, или признателната влада, или признателното горско началство, признателната татковина. Значи, признателната го признава, да го благодарува и ќе го врати, ќе им ги врати парите после ослободување. Значи, борбата во Илинденското повстание и создавањето на Крушевската република е борба за создавање на македонска држава. Признателната татковина во овој документ го говори тоа. Сега се служам овој текст со неколку дипломатски преписки, неколку новинарски текстови од странски председателски и други извори. Меѓутоа, тоа ќе се објави во книгата, па не мора да се задржувам долго на тоа. Сега, најскапата работа е слободата и затоа па таа исла скапо се плаќа. Последниот дел од рефератот само ќе го прочитам. Крајот на слободното Крушево и Крушевската република бил трагичен, како што знаете си. Со ограбени 1500 куќи, а запалени или разурнати 159 куќи и 210 луѓе. Тоа се податоци од Никола Киров Мајски. Заради вечно паметење, покрај невините жртви од невооруженото крушевско население, и набројувам онака како што тоа го набројува и Никола Киров Мајски, еден од најзначајните хроничари, најголемиот хроничар. Би рекол, ако не би Никола Киров Мајски, не ќе сме знаели ништо за Илинденското повстание, па тој наведи Крушевска република, па тој наведува живи изгорени 3 мажи, една жена и едно дете. Со секира исечени еден старец и 20 мажи. Убиени и исклани 14 старци, 5 баби, 69 мажи, 10 жени, 5 девојки и 6 деца. Ранени 1 маж, 5 жени и 4 девојки. Обезчестени 72 жени и 78 девојки. За тие што се знае. Како наша обврска на сите нас овде, како татковински дом во корист на
во сите мои изданија овој термин. Таа е познатата реченица на Питу Буд, кога војводата, нашиот најпознат војвода и символ за саможртвата на Мечкин камен, кога од Софија заминувал за Македонија да се бори во Винденското повстание, го прашале как да одиш, вика, одам каде што ме вика на Томинскиот ток, оттаму е ова. Во оваа пригода, одбележувајќи ја 120 годишнината на Пешевската република, подсетуваме и на стотината македонски борци кои ги оставија своите животи на браникот на републиката на Мечкин камен и Слива. Во мојата монографија за Питу Буд ги направувам сите по име и презиме, по возраст и од кој од каде. Бидејќи често ние и во нашата наука се занимаваме со лидерите, со волтачите, со водите, меѓутоа што било Вранец Лозаревич, кај ни е комитата. И затоа ги набројувам таму, положувајќи ги во камен темелникот на Пешевската република, стотината жртви на Мечкин камен и на Слива заедно, во темелникот на Пешевската република, а со тоа и во камен темелникот на создавањето на признателната татковина современата македонска држава. Накусо сакав вака, мислам дека и популарно да запорам со одржината на овој текст во целост го живиме во автор, не знам дали е доволен. Благодарам.